точно таков бил денес имаме пред разпореждане на началната анализ. Започнем с илюзиите. И то по конкретни ставки. Моделът на илюзии се сместени сградата на стадионът, кружният тек е буквен на израза скон прием и ара. Също сградата на кружният тек от буквен е илюзия. Еве защо. Ние ставаква седмица пред 2 години, значи в 2013 година, носим размен план за 2014, 2015 и 2016 година. Договор за кружния тек в 2014 предвидохме 5 000 лева. В 2015 5 милиона. И в 2016 5 милиона. Това беше в 2013. Денес, лани, за 2015 500 лева. За 2016 5 милиона. За 2016 5 милиона. Денес, за 2016 500 хиляди, за 2017 5 милиони, за 2018 5 милиони. 3 години поред. Ова активност я въртим, я въртим, знаете колко е направено цветова? Нула. Един денар не е инвестиран в овој објект. Единствен ден. Класично одиме го натаму. Стадионот. Во 2013-та, кога го носевме развојниот план за 14, 15 и 16 ветихме дека во 2014-та 10 милиони ќе одвоиме, 2015-та 87, 2016-та 87 милиони. Купно 3 милиони евро. Лани во развојните планови ветихме 2015 37 милион, 2016 75 и 2017 85 милион. Купно повторно 3 милиони. За денес да ветихме дека во 2016 ќе инвестираме 40 милиони, 2017 320 милиони и 2018 360 милиони или купно 722 милиони денара или приближно 12 милиони денара. Знаете колко от овој проект е реализирано во овие изминати 3 години? Нула. Ништо. Има поголема илузија ова? Не. Да биде иронија уште поголема, овие развојни планови треба да се реализира со општински средства. Значи, овде не влекуваат во предвид дотации од влада, кредити или не знам што се не друго. Значи, градоначалникот нас ни дава документ кој што треба да го изгласаме и кој што вели дека во 2017 општината од општински средства ќе потроши 320 милиони денари или 5 милиони евра за изграда на стадион. Имајќи во време дека основниот буџет нас се движи circa 10-11 милиони евра. Пола од основниот буџет, началникот вика дека во 2017 ќе оди за стадион. Но тоа не е се што вика една позната реклама. Во 2018 година уште толку од основниот буџет ќе се изговараме. Затоа и распределив и предлогот на колегите од ЛДП, дајте барем да не е ова илузија толку голема, да товараме пари од главата и да утрошаците ги покрива. Ништо тоа нема да биде. Најинтересно е што овие проекти се наоѓаат во оваа програма. 2013-2017 реализација. Ниједнар не е направен, меѓутоа за година дена, затоа што уште толку остана една градежна сезона во локалните избори, тоа е 2016 година.
Талевски ни уведува дека ќе се направат чуди. Верува неколко? Одиме понатаму. Арам. Зошто е Арам илузија? Е дека нешто во меѓу време не се гради. Илузија е затоа што е закаснена. Изградбата на инфраструктурата во Арам, знам дека се повторува, мога да кажем, можда по трети или четврт пат од оваа говорница, требаше започнати во ранешната 2011 година. Во оној момент кога почна продажбата на градското земјиште во Арам. 2010 ништо не се направи, 2012 ништо не се направи, се изградија згради, чекаат потребна дозвола, 2013 ништо не се направи и со ова почнате 2014 година. Почетоците беа ветувачки, градоначалникот ветуваше негде околу 5 милиони евра дека ги се површат за изградбата. Арнуват кога ја направи математиката, дојде до заклучок дека толку пари општината нема. Зошто нема? Затоа што ги потроши за други работи. Не дека не ги заработи. Повторно се повторува. 5,2 милиони евра општината заработи од Арам по продажба на градско земјиште и уплати на доместок со уредување на градско земјиште. Од тие пари 3 милиони евра буквално не ги исплатени. И сега го чекаме кредитот за толку ова илузија да ја заокружиме и да речеме најдобро и некоја реална. Одиме со лагите. Не се горни лагите, меѓутоа сепак се. Црмост, Талевски на 24.2013 го означи почетокот на градбата на новиот мост на Црмост со ветување дека ќе биде готов градете на 1 септември истата година со почетокот на учебната година. Завршен цитат. Тоа го вети Талевски на 24.2013 година. За ваше посетување во материјалите кои што ги добивте, ние се уште плаќаме фактури за изградба на Црмост. Значи, од 2013 до 2016 ние на картите се уште го работиме Црмост. А беше ветено дека ќе биде изграден за најцели 5 месеци. Дали е тоа лаг? Добрече, или изразот конопница. За ваше подсетување, колегите ВМРО за КМН добро знаат дека уште во 2009 година ветување на ВМРО за КМН и на Талевски беше дека во тој мандат од 2009 до 2013 ќе бидат завршени сите влезови кон Битоловите страни. Сведоци сме дека ниту е завршен влезот кон Охрид, ниту е завршен влезот кон Прилеп, там не достига дури километар, 1,7 километри, кон Охрид не достига над 1 километар, или тоа беше ветување тогашно на ВМРО на градоначалникот Талевски. Како и да е, некаде, до точно 17 март 2015 година, Талевски излезе пред камерите и вети дека за 45 дена ќе завршат градежните активности. Ако навие 17 март му даваме 40 дена, ќе дојде некаде околу 1 мај дека тој дел требаше да биде пуштен за сабота. За жал, цела Битола беше блокирана уште долги 3-4 месеци после овој краен рок со Талевски. Едноставно не можевме да го користиме тој дел од зградата и да одвеземе од Битола до уште треба. Имајќи го предвид до сегашната динамика на извршување на градежните проекти во општина Битола, воопшто не ми изненадува во продолжирање. Ми чуди, сепак,
24 милиони денари за плаќање во 2016 година. Сепак, оваа делница е завршена некаде во средината на летото. Дури и 6 месеци имаме за одложено плаќање, што е многу, меѓутоа и 6 месеци нека. Сепак во крајот на годината требаше да бидат исплатени. Според моите информации, фактурите се готови одамна. Доставени се за подпис. Сакот се договор. Меѓутоа, Талевски, Кончановски или не знам кој, неки не сака, не може да ги подпише проста причина што исполнувањето на бюджетските приходи не е тако, како што го прикажа пред малку колешката Карапашевска. Многу е полошо. Ако официјално небето просторијата не значи дека домакините не одлучат медицини. Значи, работата не е завршала, многу работи, се излезени од тешко шумење. Што остана? Остана киното Мараки. Првиот е вечен проект, така како имamo заработиране. Вечен проект, кој што повторно овие видеотрајки проработија за Дешеталевски и исто како за крутните текови, и за други работи, снимаше пропагандни материјали и телевизија и ради, што по 10 на минути ветуваше се и сешта, исто да го направи за киното Мараки. И тоа е на почетокот на мај 2013 година. И тогаш рече, цитирам, обновата ќе се открива во 2 фази. Во првата градежна сезона ќе се завршат 2/3 од самата изградба. Значи првата градежна сезона е 2013 година. Тој види дека во првата градежна сезона ќе завршат 2/3 од самата изградба, а во втората фаза, финализација на проектот, ќе биде завршен на трешниот дел на сала. Значи, градежните работи, кажеха началникот и останати дека ќе бидат завршени во текот на 2013 година. Денес не информираат дека оптимистичка верзија изградбата заврши дури во 2016 година. Ако заврши, цели 3 години после првобитното ветување на началникот Талевски. Ќе завршам с една компарација. Киното Мараки е куќа. Една поголема куќа, ма не е баш поголема. Средна куќа за живење, која што секој домаќин човек што доволно средства, нели, и цени своите средства и време, би ја завршил максимум за година дена. За една градежна сезона, како што впрочем најави Талевски. Ние таа куќа, од ние се става јас како советник дел, советот на титула, и не можеме да завршиме 13, 14, 15, 16, 4 години и прашање дали ќе завршиме за 4 години. Само едно подсетување, тука се направи нова компарација, како порано се завршува објекти кои што вклучуваја 50 на вакви куќи воени. Ќе го споменам Домот на културата. Дали требало да се гради, не требало, тоа се други некои дилеми и препирки, меѓутоа тој објект со неколку илјадници метри корисна површина се изгради во рок од 3 години. 77 до 1980 година официјално беше пуштен октомври 80. Знаете ли што беше разликата тогаш? Тогаш градоначалник на општина Битола, фала му на Бога, не беше Владимир Талевски.
денес локалната власт не си ја знае работата. Не мешам системи, тогаш се работело вака, тогаш се работело онака. Тогаш некој знал да направи план, се безбедни средства и се треба да се знае. Некој може би ќе речи со подобро да не го вери тоа, затоа што и самите знаеме како денес во Република Македонија се гради. Благодарам.